Добар ден на сите. Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисија за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред, една точка на дневен ред, иницијатива за отпочнување на постапка за нова програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Битола. Кој е за вака предложениот дневен ред? Едногласно. Во ред одиме со првата точка, иницијатива за отпочнување на постапка за нова програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Битола. Најпрво да се заблагодарам до Сдруженијето ЕСНАФ, кој што се одзва на овој повик, заедно со угостителите да дојдат, бидејќи на повеќе наврати, скоро 2 пати си имаме видено, и ту секогаш пред отпочнувањето на зимската сезона, заедно со сите координатори на советнички групи сме разговарале по однос на поставувањето на урбаната опрема. Тоа значи делот кој што се поставуваат она зимско затворање на широк сокак. На неколку пати разговаравме, неколку пати имавме иницијативи за отпочнување на нова програма и затоа ја свикав оваа комисија, каде што се присутни сите релевантни чинители кои што се инволвирани во донесувањето на или имплементирањето на оваа програма. Тука е секретарот на општина Битола, имаме представник од одделението за урбанизам, имаме од инспекцијата представници, од музеот и од сите советнички групи беа поканети, се озваа дел од нив. Целта на оваа комисија и дискусија е да отпочнеме со изработка на нова програма и точно што значи тоа, кои чекори се потребни да ги изодиме, со цел да добиеме една нова функционална програма, бидејќи програмата која што беше донесена пред 7-8 години, сите сме свесни, секој ден шетаме и гледаме дека оваа програма кога тогаш се дозволило затворање на делот од угостителските објекти на широк сокак, свесни сме дека представува не едно многу стрикно решение, бидејќи во изминатите неколку години има и нови системи кои што имаат можност да бидат заградени угостителските објекти и по битолски кажано, кога ќе се затворат, сите ги викаме овие објекти гулабарници. Затоа денес се собравме да продискутираме, секој да каже собствено мислење и да донесеме заклучок, конечно да се отпочне со изработка на нова програма преку еден инклузивен процес во кој ќе бидат вклучени сите инволвирани страни, како угостителите, стручната фела, тука изработувачите на оваа програма, со цел конечно широк сокак да изгледа онака како што треба, а не да се доведуваме во ситуации, прво еднаш ставате во зима, па потоа ги вадите истите и навистина изгледа не баш многу естетски и се нарушува целиот концепт на амбиенталната улица широк сокак. Затоа денес ве повикувам сите, секој кој што е тука присутен да даде едно собствено мислење, размислување. Најдобро е да отпочнеме со исто така и музеот е тука. Имаме представник од музеот, благодарност што и тие се озваа, бидејќи тие се надлежни во делот на поставувањето на урбаната опрема. Завод, Национална завод за заштита, да отпочнеме најпрво со општината, да се објасни точно што значи отпочнувањето на нова програма, кои се следните чекори и што тоа ќе значи. Нека отпочнеме прво со општината, потоа може и музеот да земе збор, дел од инспекцијата урбанизам доколку има и потоа сите советници се разбира и угостителите. Повелете. Почитувани присутни, ова е една тема која што долго време ја дискутираме и со советниците и со представниците на Сдруженијето ЕСНАФ, потребата да се изготви нова програма за урбана опрема, бидејќи претходната програма е изготвена во 2016 согласно сите законски важечки регулативи и позитивни прописи. И од тој момент општина Битола прави и летна и зимска програма како измена на еден дел од програмата за урбана опрема. Сега мислам дека сме дојдени негде до 18 или 19
измена и со представници од стручната фела ги има и меѓу советниците. Повеќе пати е заклучувано дека е потребно да се работи на нова програма. Посебно на оној дел да направиме едно појаснување од програмата за урбана опрема кој што се однесува на ugostителските објекти, бидејќи основната програма за урбана опрема ги опфаќа и многу други елементи од билборди до друг вид на урбана опрема, игралишта и така натаму, значи не само овој дел. Сега кога е фокусот веќе, како што кажа претседателот на комисијата на широк сокак, генерално потребно е да и неопходно е да се направи промена на програмата, но за да се запазат сите процедури, целокупната транспарентност, сметаме како општина дека е важно Советот да биде директно вклучен во целокупната процедура. Знам дека тука имаше иницијатива и за формирање на работно тело во кое што секако ќе бидат вклучени и стручната фела и представници на општината и дел од советниците и дел од Сдруженијето ЕСНАФ, но сметам дека иницијално е важно и нема да должам многу дека е потребно да се донеси на првата следна седница одлука за отпочнување со носење на нова програма за урбана опрема, значи тоа да го донесе Советот и јасно и гласно да кажеме дека тоа сакаме да го направиме, да не биде индивидуална одлука на никого, бидејќи, како што се напомена, во изминатите повеќе од 2 години имаме средби и секогаш средбите со представниците на угостителската заедница се случуваат пред зимската сезона, нема време за суштински измени и секогаш заклучокот е ист. Како не би се доведувале повторно во таква ситуација, треба јасно и недвосмислено и Советот и општината да кажат доколку сакаме да имаме нова програма, да се донесе одлука и да се започне со изготвување и со запазување на целата законска регулатива. Од тие причини тука се и представниците на инспекторатот и раководителката на оделението за урбанизам Љубица Мигуловска, ќе дојдат и представници на јавното претпријатие за урбанизам кои што се и изработувачи на програмата со цел да можеме активно да се вклучиме во целокупната дискусија. Благодарам. Благодарам. Повелете сега делку има некаков збор музејот, Национално установа завод и музеј, по однос да ни објаснат како беше претходно донесена програмата, кои се предизвиците, ризиците кои што ќе се сочиме, бидејќи до, како што каже и секретара на општината, до зимската сезона има околу 10, односно 8 месеци кога се прави ова, затоа сакаме да отпочнеме постапката 8 месеци пред да дојде зимската сезона, која што сега е при крај, со цел да можат да бидат подготвени и угостителите и граѓаните, толку се оди кон некои нови решенија кои што се посовремени и се пософистицирани. Да не биде ад хок да се носат решенија кои што ќе не можат ниту да ги имплементират ниту угостителите, истите дали ќе бидат одобрени од страна на надлежните институции. Повелете од музејот, попосле мислам дека наред и од Сдруженијето ЕСНАФ. Повеле. Благодарам. Значи, досеѓањето на што е програмата, тоа е законска обврска на општината, во секој случај. Прошлата програма што ја работевме, значи ја работевме заедно со општината, со сите вклучени кои што беа во сето тоа, и се донесе планската програма и реално ситуацијата како што беше, се сменаа политичките услови, тоа беше проблемот. Таа се усвои, не се усвои, па после само се надополнуваше и во тој момент до тогаш, значи затварање на објектите, значи во таа планска програма воопшто немаше. Значи имаше како. Сега тоа се веќе 6 години, 7, седмата сега, веќе влегуваме во седмата, веќе се направи еден начин на живење овде во Битола, дека тоа така треба да биде. А со програмата во 2017 такво нешто немаше воопшто. Потоа пак политички и управата која што е надлежна се прогласи за ненадлежна и се повторно кога ќе се работи програмата, повторно ќе види истата постапка, пак ќе треба да се бара одобрение од управата и сега не знам дали повторно ќе се прогласа за ненадлежни, меѓутоа не е тоа според закон, тие според закон се надлежни. Улицата Маршал Тито е споменик на културата со решение
Исто после имаме и закон за старото градско јадро, кај што е се уфатено со сето тоа. Тоа е од наш аспект. Во програмата беа разгледувани и други, што велиме безбедносни аспекти, како да речем се фаќам на тоа, на противпожарни возила, амбулантни, и овде се прави една закрченост на сообраќајот што не е можно да се помини како што треба. Не дај Боже во некој случај. Меѓутоа чисто и сето тоа да го тргнеме на страна, објектот е споменик на културата и е заштитен со решение. Значи си има своји принципи, нормативи и го знаете нашиот став на институцијата. Ако не е нешто јасно, слободно поставяте прашања за секој тој идол и така. Значи ние повторно, ако учествуваме во програмата, значи кога ќе се изработува програмата, повторно ставот ќе биде и тоа, согласно законот. Дека постојат некои модалитети, ние ги прилагодивме и ги беа вградени во таа програма. Меѓутоа затварање онака на улицата, на јавниот простор, тоа е недозволиво. Тоа е само кај нас како случај, кој што функционираат веќе 6 години и си продолжува да функционира. Не знам како, и ако се продолжи на тој начин, например, ако биде тоа некако вградено во програмата, секоја чест мислам на тие што ќе го издат одобрението за програмата. Значи се сочуваат и тие ќе бидат соочени со законски пречки да го одобрат тоа. Тие затоа се прогласија за ненадлежни, меѓутоа повторно го прекршија законот. Значи тоа е процедурата. Ние ќе учествуваме и вие ќе мора да побарате одобрение од управата. Ако не го добиете, значи џабе цела планска програма. Мислам, ова би реалноста е. Како ќе се одвива, видовме досега како се одвиваше, тоа е реалноста кај нас. Дали повторно политички ќе се истера, не знам. Во ред, ти благодарам. Повелето Сдруженијето ЕСНАФ, Марио е тука, повели. Ви благодарам на поканата на општината Битола. Секогаш излегвате во пресред кога се решават вакви работи, да не консултирате, не повикате да заедно ги споделиме и ги решаваме работите. Што се однесува до излагањето на представникот од Завод за музеи, значи јас како граѓанин и како размислуваме како треба да изгледа нештото, тоа така треба да изгледа. Ама едно цело го сочинуваат многу елементи. Не е само изгледот на улицата, значи тука се работи и за општество. Значи за бизнеси, за вработувања, за икс работи. Ние дуќаните, овие што кои со носењето на овој несреќен закон за пушење, кој за мене е нелогичен, дуќаните на лето ни се натре празни, плаќаме кирија, на зима ни се празни. Сите луѓе се во делот кај што се пуши. Значи ние џабе плаќаме кирија за дуќаните внатре. Значи плаќаме кирија, а само ја користиме терасата. Единствено функционално нешто е терасата. Што се однесува, да речем, и за традицијата во Битола, значи кафе пиењето е историска традиција во Битола. Тој момент е многу клучен и не знам, луѓето по 2-3 пати одат на кафе во Битола, посебно на Широксока. Јес да е грдо, значи сите се сложваме дека е грдо е. Ама што да правиме, кажете? Значи, едно општество, еден систем мора да функционира. Нема решение, не знам како, треба се, ние бизнисите да ги затвориме ако не работиме со тераси затворени. Тоа е тој проблем што тешко може да се совпадни со потреба со излагањето на Алти Пармаков од Завод за музеи. Што да речам друго, вистина сакам и ние градот да е поубав, да личи поубаво, нормално, Широксока, плюс тоа е бисерот на Битола, тоа е имиджот на Битола. Дури немаше закон за пушење, немаше главарници. Се донесе закон за пушење, главарници излегува. И џабе дуќаните ги држиме. Значи дуќаните постојат што се овие што плаќаме кирија, не само за шанкот да биде внатре и да се приготвуваат пијалоците, а гостите сите се дали лето или зима само во терасите. Тоа е нажална вистина. Ако сакате вие некој од колегите, Повели. Благодарам на поканата уште еднаш. Марио, од името на Сдруженијето горе-долу го долови моментот на она
што е важно за нас како угостители. И јас би сакал од моje лично име една работа да кажам, а се надевам дека и колегите ќе се согласат со тоа. Значи, нашата потреба како бизнисмени кои што се занимаваме со угостителство е да имаме ограден простор на широк сокак. А јас лично се согласувам со секое решение што ќе го донесе општината, ќе изгледа убаво за градот, а ќе биде согласно со сите закони и институции. Толку кратко мислам едноставно дека и ние верувајте дека не сакаме да си ги гледаме објектите онака како што изгледаат. Сум сигурен дека го знаете вие и вието. На многу наврати сме разговарале на оваа тема и секогаш доаѓаме до истиот заклучок дека мора да изнајдеме решение. Јас би ги замолил од музеот да направат напор доколку има и политичка волја и нивна волја да изнајдеме решение со кое сите ние ќе се гордееме и сите со гордост ќе кажеме дека улицата ќе ни биде уште поубава, а не понеубава. Нормално во сите законски рамки. И уште еднаш ќе нагласам, верувајте и нас ние неубаво да си ги гледаме нашите собствени објекти. И не сме во можност да направиме ништо едноставно максимумот моментално сме го извлекле од она што можеме да адаптираме, просторот да изгледа колку толку културно и да може да се напие некој човек кафе внатре. Едноставно сме ставени ние во никаква поинаква позиција, значи ние не сме виновниците кои што изгледаат така како што изгледаат зоки објекти. Меѓутоа, доколку пак ќе кажам, има некаква можност, верувајте дека ние сме спремни во однос на финансии, во однос на излез, да излеземе во пресред само да се изнајде решение. Затоа што е едноставно потреба. И Марио нагласи, објектите внатре ни се празни преку целата година. Единствено место каде што функционира и обстојуваме, си го вадиме левот, платата е просторот што е ограден надвор. Толку од мене. Може? Да, повели, здор. Значи имаме комплетно разбирање за ова што кажувате. Разбираме, јас претходно ќе се навратам што го реков. Значи луѓето во овие последни 6 години се научија дека така треба и сега тие ќе му треба 6 години да се вратат назад, како што беа. Мислам да влезат натре во објектите. Сега се научија 6 години дека да седат во затворениот дел и никој не влегува внатре. Да не се случеше тоа, тие можеби немаше да тера како се ако што. Ке се знаеше дека налето излегуваат и тоа е. Меѓутоа сега се научија од наша искрено, повторно ви кажувам, значи споменик на културата со решение не постои можност и на објектите кои што имаат и поединечни решенија како споменик на култура на со решение да дозволиме. Сега се сетив на, мислам, имаме ситуации кај што повторно се бара и му кажуваме на луѓето дека не е можно ние такво нешто да издадеме. Да се затвори делот од објектот напред. Да речеме на широк сокак кој ќе кажеме илузорно, ама тоа е општината напред да затвориме. Или некој објект, офицерски напред на тераса да го направиме. Тоа е кај нас проблемот, реален мислам. Реално нема како да го покриеме тоа. Врз основа на шо? И нигде во светот не е покриено. Не се добро. Ве разбираме комплетно. Добро е. Таму е, да, таму е се покриено, таму си кој што гледате, да, што рече, вчера бевме. Така. Законски можности не постојат, значи за да се покрие сето тоа. Управата затоа се прогласи за ненадлежна, а согласно член 80 надлежностите за одобрување се нивни. И упорно, значи со години војуваме со нив. Ни пуштате дописи, ургенции, ке не даеле сега ќе стигнеме изгледа до државен управен инспекторат. И таа ќе треба да ви одобри програмата. Ако ви ја одобри, ние музеот како институција ништо како досега. Тие се, пошто се установата која што го дава одобрението, се прогласи за ненадлежна, се наредија. Сите ние немаме некоја ингеренција. Скопје решава за сите, за цела Македонија. Не. Надлежноста на тие што ги дават одобрение е управата. Кратко само. Ако законски
Тие велеа законски измени ќе се направат. Ние бевме јасни. Ние затоа кога се работеше програмата 2017 точно направивме. Го ограничивме, значи со јавното работевме заедно. Јас би ја пофалил таа програма. Значи беа тргнати не само тоа. Не смееше, например, што се сеќавам билборди. Во старо градско јадро немаше билборди, а не кај Јени џамија сето тоа. Време на урбана опрема да се тргне ова што беше интенција што почна општината. Значи многу луѓе ќе пошто кај нас имавме на пример примерот на објектите кај Безистенот. Тие се времени објекти со трајно решение. 30-40 години стојат таму. Идите, онде не гледате ни Безистен ништо. Од тие билбордите не гледате џамијата, ни сатот, ни ништо. Мислам, реалноста, јас мислам дека ударот ќе биде на вас сигурно неколку месеци, реално. Сега зборуваме реално. Меѓутоа, луѓето кои ќе, ако се тргнат, кои ќе видат дека нема каде, не се откажват и од кафето. Ќе влезат натре пак. Меѓутоа, тоа е тоа. Летото ќе му биде она да се прилагодат. И ако на зима не се дозволи повеќе поставување, тие внатре ќе седат. Нема да, ако сите дуќани го испоштуваат тоа, а ќе го испоштуваат, од и законски ќе биде така спроведена процедурата, кај ќе седат тие. Така, секој дуќан до дуќан ќе види дека внатре се седи. Тоа е. Преку зимата, сега ќе истерате сезоната. Значи летото исто ќе се истера надвор, меѓутоа кога ќе дојде зимата нема повторно да се заградува. Целта на комисијата и иницијативата за отпочнување е, моје лично мислење, е дека треба да се најдат нови системи, да не бидат овие железа кои што се сега, на широк сокак, да се најди решение. Не постои нешто што не може да се најде решение. Со цел широк сокак да биде Решението е веќе најдено. И решението е сега кој што е сега, решението кој што е сега е нестрекно за сите. И за туристите кои што доаѓаат, и за гостителите, и за луѓето кои што седат во локалите. Целта не е да ние да направиме нова програма и да ги затвориме сите гостителски објекти. Целта е на оваа нова програма со нови системи кои што се сега достапни на пазарот и да бидат поубуредени и внатре локалите и однадвор да изгледаат поубаво и да не бидат како што се сега чадални, да си можат да си постават и некакви системи со цел да може да има и вентилација внатре во просторите и да изгледа подобро за сите, а не сега и да има унифициран изглед, како на тендите, така и на урбаната опрема која ќе се поставува во зима, а во лето ќе бидат и за нив ќе бидат комплетно отворени. Има такви системи и ги имаме видено, не во Битола некаде се поставени во како функција на главен објект на тенда, ги гледаме и во другите градови како се поставуваат. Значи, тука сме дојдени да го најдеме решението, а не од нешто да направиме проблем. Тоа е целта на оваа средба која што ја правиме денес, да ја формираме работната група на првата наредна седница која што предложи колешката Анастасија и да отпочнеме иницијатива за отпочнување на нова програма. Секретарот имаше збор повеќе. Многу кратко само за јавноста. Значи, ова што го кажува представникот на музеот од аспект на нивната работа и законите кои што тие ги почитуваат е една работа. Да не се добие впечаток дека и општина Битола и сите работиме спротивно на законите или спротивно на програма. Значи, управата се има прогласено за ненадлежна, мислам во 2018 година, во делот на урбаната опрема на широк сокак. И согласно тој документ, ние имаме во моментот можноста да ги издаваме овие решенија како што ги издаваме. Сега, доколку се работи нова програма, точно е дека управата ќе треба да биде вклучена. Мислам, ова сега и за представниците на ЕСНАФ сакам чисто да го кажам, да сме на чисто. Сега, дали во тој момент управата повторно ќе биде ненадлежна или нема да биде, или кој мислење ќе го кажи, од оваа дистанца не можеме да го кажеме. Ова комисија сега се снима и за цела јавност е достапна, а на средбите кои што ги имавме од затворен тип и со представници на Советот и со представниците на ЕСНАФ, ова од страна на нас како општина беше кажано како потенцијален ризик. Делот на
ингеренциите кои што ги има Управата за заштита на културно наследство и музеот во Битола. Повели Марио, имаш час. Значи, јас во потполност се слагам со вас како општина, дека треба да се најде заедничко решение на обостран интерес, на интерес на сите засегнати странки овде. Значи, ние сме свесни дека многу е лесно да се речи да нема нешто, ама димензијата на пиење кафе на широк сокак е она многу важна работа во Битола што се случува. Ладни месеци се 6-7 ладни месеци кај што не можеш да седиш надвор да пиеш кафе, а внатре 86%-87% од луѓето во Македонија пушат. Значи, ова не е Шведска, ова не е Германија, ова е Турција, како да речеме. Значи, сите пушат. Тоа е проблемот што тој ритуал на кафе и цигара, за жал, и ние не сакаме, она извеј, врати 2 пати годината, монтажа, демонтажа, стварно е лошо. Како што рече колегата и моите колеги, ние бараме решение да и градот е задоволен, да изгледа урбано, убаво, да не е вака грдо како што е сега, да најдеме заедничко решение и некако со политичка волја и со волја на општината да се истурка работата за да личи нештото како што треба. Значи, мораме да најдеме решение, иначе ќе затвориме објектите. Мислам, свесни сме, ако не сте во бизнисот, јасно ви е дека тоа тешко ќе функционира. Мислам, широк сокак, другите места функционираат нормално. И како, не знам, што викат, уставното право за работа не ни е исто на сите со овој закон за стари градски јадра. Значи, ако имаш дуќан на широк сокак и дуќан во Сити Мол, не ти се исти правата. Тој може да раста да има, ние не можеме, мислам, а граѓани сме на оваа држава ист. Точно дека е грдо, точно е, и нас не е грдо, јас сум естета по природа, ама функционалноста и потребата за функционирање економија е нешто друго. Затоа сме тука да најдеме решение, како општина и сите заедно, да нештото биде како што треба и да сме сите задоволни. Тоа е тоа. Фала, Методи Илиевски имаше збор, па... Благодарам. Значи, сакам да се надоврзам особено на последната дискусија на господинот Марио. Значи, дефинитивно кафето и цигарата се традиција во Битола пред се од турско време па до денес. Час и чест на сите институции во нашата земја. Меѓутоа, можеме тука да се подсетиме дека пред се работи за нашиот град, се работи за нашите сограѓани и постојат начини и механизми, чак дури тука ние како Совет, во рамките на законните можностите, да поднесеме иницијативи преку партеници, како советнички групи и така натаму за одредени измени во законот, во кој ние пред се треба да го зачуваме нашето богатство во нашиот град, а то се вика широк сокак. Никој не иди надвор од Битола, првен да пие кафе горе кај Веро, туку секој иди и пие кафе на широк сокак. Да пробаме, да отпочниме. Апел пред се до устарските објекти и Сдруженијето ЕСНАФ да самите седнат и се договорат, ова е лично од мене, во начинот на тоа кој модифициран модел би бил прифатлив за нив, како што збора председател на комисијата. Мислам дека првен треба да се договорите вие како унифицирано би изгледале сите, а не едните една ограда, другите друга ограда. И понатаму, од кога ќе имате вие некаков предлог до нас, како софистицирано и помодерно ќе изгледате, со кој и материјал, со која рамка би биле заградени, така натаму, да пробаме да најдеме можности и начини пред се преку законите во државата и правните регулативи, како тие простори бидат легално заградени.
За на крајот, ако е потребно и тоа, ние како советнички групи или како совет, било како, да поднесиме барања за измени во оддел од законските регулативи, бидејќи, како што кажа некој дискутант тука, не може да важи едно за Оситимол, а друго за наш Широкосокак во Битола. Така да мораме сите да ги заштитиме своите барања и потреби на нашиот град. Туристите се тие кои движат економијата, странците во летото доаѓаат заради Широкосокак во нашиот град, така да мораме силно сите да се избориме да ги надминиме своите партиски бои, да ги надминиме своите размислувања, да влеземе кон реалноста и практичноста и да најдеме соодветно решение во овој период кој е пред нас, за до септември месец да имаме некаков си изгледен документ кој ќе го донесиме тука во овој совет, се развира подкрепен со законите и правилниците во нашата земја и да еднаш конечно добиеме правец во кој ќе треба да се поставуваат и понатаму, да се постава и понатаму таа урбана опрема во нашиот град. Благодарам. Марио, само кратко сакаш и дечкото, па кратко. Анастасија ќе види. Јас една компарација само ќе направам. Значи, да вземеме Лерин, нашиот соседен град во Грција. Сега нема кафичи на главната улица. Авет. Значи не личи. Ако нема кафичи на Широкосокак, мртов ќе биде Широкосокак. Убаво ќе изгледа. Тоа е точно. Ама она димензија што е најголемата суштина на Битола, таа енергија од луѓе, тоа движење, тоа нешто што се дешава само на Широкосокак, исклучиво само на Широкосокак во цела Македонија и пошироко, тоа пиењето на кафе и луѓето што се на Широкосокак. Јас така и гледам работите. Така е. Дечкото, па Анастасија од Јагода. Јас како представник од Јагода сакам да се надополнам со Марио и да ве запрашам дали знаете колку фамилии во Битола се хранат од работата во гостителските објекти. Значи, доколку не постојат тие така наречени кутлуци, веќе ги наречам јас, или гулабарници, ние конкретно, ви кажувам, во Јагода ќе имаме само 6 маси. Сега со 6 маси колку персонал би можел да работи, кажете ми вие. Треба еден шанкер со еден келнер. Значи, од економски аспект и од некој морален аспект во општината, сметам дека тоа не треба ни да стани точка на разговор дали треба да бидат во зимата затворени терасите или не. Значи, многу луѓе се хранат од работата на гостителските објекти, многу туристи и странци идат, како што кажа сите, да испијат едно кафе на Широкосокак. Еве конкретно ние сме многу близко до музеот, веќе станавме како јавно ВЦ за странците, односно турците што идат по неколку автобуси што е за пофалбато, сите прв кафич му сме ние, идат кај нас по физиолошки потреби. Без разлика. Еве, и ние имаме таква мака. Значи, доколку не постојат тие тераси затворени, ние нема да можеме да работиме, ви кажам конкретно за нашиот локал. Апсолутно се сложувам со представникот од Јагода, значи целта на овој состанок е да се изнајде решение како да бидат затворените тераси пофункционални и поестетски. Со цел да добиеме подобар лик и да се почитува законот, а не може некој проблем да не се најде решението. Затоа сме сите ние тука, ние сме избрани од народот, сите советници, представниците кои што ги бираат и во парламентот, тие треба да работат согласно потребите на граѓаните и на бизнисите. Тоа е. Анастасија сега, па потоа. Да, повели. Си изгубиме од прилика, значи, она што го дискутиравме претходно. Значи, кога е некој закон донесени се одредби, точно она што го рече секретарот, дека вие работевте согласно закон. Пошто тој што беше надлежен, се прогласи за ненадлежен. Меѓутоа, согласно закон, не постојат можни решенија, ете и овде како што изговоривте, направете, Марио го спомна дека главен проблем е законот за пушење. Тоа значи дека ќе направите законски измени во законот за пушење. Тоа би било најдобро. Меѓутоа, дали ќе се направат, јас не верувам. Сега ние одиме дека ќе направиме измени во законот за заштита на културно наследство. Да ви кажам и во тоа не верувам.
Лоши решенија се лоши решенија, може да бидат малце понесреќни или малце среќни, малце подобри или малце понеподобри, меѓутоа законот е јасен. Значи, одредниците на законот значи ова. Што велите вие дека знаеме ние дека голем број од фамилии се, тоа исто сега имаше со коцкарниците, така? Се донесе закон да се тргнат, па сега ќе се тргат или нема да се тргат. Значи, интервенциите во законот би биле единствено, каде што гледам јас, најреалниот проблем што рече закон за пушење. Меѓутоа нема шанса дека тука ќе се промени. А тука ова другото ќе се промени. Сега ќе жртвуваме објектите ради закона за пушење или било како. Модалитетите ние ги вградивме во планската програма за што беше 2017. Има точно таму што е дефинирано, какви тенди, што може. Меѓутоа нигде не беше предвидено затварање на објект. И тоа ви кажав описно, значи не е исто Сити Мол и не е исто Маршал Тито. Значи во Сити Мол не е ни споменик на културата и може да прават што сака. Значи нив закон по таа основа не ги качи. Нас не качи законот за заштита на културно наследство. Значи не е кај конект што сакат може да прават. Разбирате? Значи тоа е законската суштина. Единствено, јас уште на почетокот првите што ви ги реков зборови. Единствено ако се прогласи управата за ненадлежна или некако си такво решение, кое што е кршење на законите. Кое што и кај нас во Македонија се спроведува. Мислам, затоа ви велам, се обидувам да бидам појасен и да ме сватите. Само не се сложувам дека во ист кош може да се стават коцкарниците со угостителските објекти кои што се на широк сокак. Не, тоа извинете, го кажав како споредба, не дека коцкарниците, истото со коцкарниците, значи не, коцкарниците исти и тие сметаа на широк сокак. Меѓутоа не сакам да кажам, се донесе закон да се тргнат 500 метра од школите и излегоа на протести колку луѓе вработени, меѓутоа тоа е тоа сега, дали ќе тргнат. Двете се неспоредливи, бидејќи овде се пие кафе. Во контекст беше кажано на што рече дека и таму колку вработени, што вработени ти исти. Мислам истиот тоа. Меѓутоа носат закон и негде кај што сака да се почитува законот, тоаш нема ни жал ни ништо, меѓутоа во другите закони ајде сега да извртиме некако да направиме како можеме. Овде и на управата му е јасно, ви кажав, затоа се обидувам да бидам што појасен, дека затоа таа го најде тоа соломонско решение, го прекрши законот и се прогласи за ненадлежно. Ти благодарам, Анастасија од Прекрашак. Повели. Се вака. Прво друго сакав да почнам да кажам, ама сакам да дополнам. Значи, кога ќе зборуваме за одржливост на еден град, економскиот е еден аспект. Има социјален, културен и заштита на животна средина. Значи, мора да ги гледаме сите аспекти, за да обезбедиме одржливоста и да биде тоа како што треба. Да не должам на таа тема. Јас бев на состанокот кој беше непосредно пред затворањето на просторите за пушење кај градоначалникот со неколку советници од различни советнички групи. И таму кажавме дека е многу неблагодарно 5 дена пред отпочнување на сезона да се сменуваат некои одлуки и се заветивме дека до 31 март ќе имаме јасни одлуки какви ќе бидат ставовите околу урбаната опрема за следната сезона. Се сеќавам, тоа беше така кажано. Заради тоа, јас побарав иницијатива за да се формира тоа работно тело. Паралелно со одлуката за отпочнување на нова програма, наследниот совет кој се надевам дека ќе биде пред 8 мартот и веќе нема да стигнеме да ги направиме работите, мора да се донесе и одлука за формирање на ова работно тело. За тоа време ќе мора службите да побараат од Сдруженијето ЕСНАФ да делегира своји представници. Мислам дека зборувавме 3 представници од ЕСНАФ, да Комората на овластени архитекти да си делегира 5 членови од стручната фела архитекти и урбанисти. Музеот секако треба да има свој заводот за заштита на споменици, треба да има свој представник и побаравме да има од сите советнички групи по еден представник во тоа тело. Ако ние не успееме следната недела да го формираме тоа тело, повторно ќе ги излажиме луѓето и ќе ги донесиме во заблуда и нема да донесиме
никаква нова програма ако не седниме да ја сработиме. Ова дискусија денес е добра, ќе се слушнат некои мислења, меѓутоа е безпредметна, без формирање на тоа тело и без донесување одлука дека ние стварно ќе смениме програмата. Следно, за мало појаснување околу, зборуваме цело време за широк сокак. Старо јадро, градско јадро на Битола не е само широк сокак, е и старата чаршија. Ако направите анкета, туристите кои идат, да, сакат да пијат кафе на широк сокак, меѓутоа главна атракција им е старата чаршија. Ние не створивме услови во старата чаршија да обезбедиме угостителски објекти, каде ќе можат да се разработат и таму да има можност за пиење кафе. Не само на широк сокак, значи зборувам за поширок комплекс на Староградско јадро. Второ, да, во Лерин се затворени кафичите на главната улица, меѓутоа е направен еден нов бум со кафетери околу реката, кои изгледат стварно прекрасно и не сметаат на движење, значи не зборуваме ние само за затворање, туку збораме и за големина и почитување на дадените димензии за поставување на урбаната опрема, за да можеме непречено да се движиме. Значи, точно до каде што е дозволено и никој да не излегува понадвор од таја линија, за да може да има движење. Кога овие работи ќе се разгледат на оваа комисија или работно тело, јас ќе ги прифатам сите предлози како советник и од стручната фела, и од Сдруженијето ЕСНАФ, и од општинската администрација, и од останатите политички субјекти кои се дел од Советот. Меѓутоа, за да имаме некакви одлуки, ние мора час поскоро да ја формираме и работната група и да ја донесеме одлуката. А после можеме да збораме за детали. Од има многу примери во светот, каде што тоа и во баш заштитени јадра на стари структури со културно наследство се нашле добри решенија кои можат да обезбедат простор за пушење. Во секој случај, ниеден од тие простори не е затворен херметички. То не е простор за пушење ако од сите 4 страни е затворено. Значи, мора да има вентилирање на тој простор. Значи, постојат многу аспекти кои треба да ги разгледаме, ама да не ги дискутираме тие аспекти, да си ги формираме работите онака како што беше согласно иницијативата и согласно ветувањето кое сите го дадовме, дека навреме ќе ги донесеме сите одлуки и да не ги носиме луѓето во заблуда. Јас мислам како заклучок од денешната комисија треба да биде дека час поскоро треба да се донеси едната и другата одлука и час поскоро да се донеси новата програма, за да им се јасни условите на сите како и колку може да се работи. Благодарам. Ти благодарам и јас исто тоа кажав на почетокот и дека треба да почнеме со формирање на работното тело, работните групи, по однос на оваа програма и иницијатива за почнување на нова програма. Тоа беше оно што си го ветивме минатата година, а го зборуваме веќе 2 години наназад, со цел да не се собираме само кога ќе дојде зимата и да си ветуваме лажни, да си даваме лажни ветувања, туку нешто конкретно да сработиме заедно со стручната фела, општината, државните институции, сите заеднички, бидејќи сите сме тука, за градот да изгледа поубаво. Затоа сме и платени. Повели. И околу законот за културно наследство, значи во изготвување нов закон за културно наследство, меѓутоа таква промена во тој закон нема да има. Законот за културно наследство се прави согласно ратификуваните договори со УНЕСКО и ИКОМОС кои ги има нашата држава. Ако нешто е прогласено за споменична целина, амбиентална улица, се знае како се постапува со културното наследство. Не може, тие се меѓународни правила, не се правила кои се смислени овде во Македонија. И тој закон ќе биде согласно тие ратификувани договори и нема да има некои измени кои не знам како ги очекуваме. Тоа што се прогласи управата ненадлежна, согласно член 80,
Беше многу некоја чудна одлука, меѓутоа истата година, 2017, почна да се применува и законот за заштита за прогласување на старото градско јадро на Битола за културно наследство од особено значење, каде што има јасен и дециден режим на заштита на старото градско јадро и тоа е закон и законски одлуки и мора да го почитуваме. Не може да направиме измени драстични во него. Може да се реагира на офат на некои аспекти од режимите на заштита, меѓутоа во целост не може да бидат изменети и многу е важно уште една иницијатива која паралелно беше дадена со ова иницијатива да се донеси одлука на Совет за создавање на работното тело за планот за управување со старото градско јадро, каде што ќе има јасни одредници како ќе се управува со старото градско јадро и многу појасни ќе бидат носењата на одлуките како ќе се постапува со урбаната опрема во градот. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг сака да се јави за збор? Повели Маријан. Добар ден на сите. Јас сакам една констатација, односно заклучок од се досега изнесеното од мој агол додам. Доколку е можно, значи, ние за да дојдеме до некое решение за кој што сме волни сите, мој предлог е да ја почитуваме одлуката на заводот како ненадлежна од 2017 година кај што се прогласи за ненадлежна. Управата, добро. Управата и да тераме цела ова работа, да речеме, без управата, во директен контакт, општината со ЕСНАФ и тоа некоја си тело што ќе биде формирано. Инаку мене по се ми изгледа ова, сега ние ќе копаме гуштерица и ќе ископаме змија. Друго... Така барем јас гледам на работа. Ние имаме важечка програма која што е сега на сила. Така. Работата е да отпочнеме со нова програма. А дали мора да биде нова програма? Не може некоја надополнување на истата програма кај што ќе се... Тука има еве стручни луѓе од општинската администрација, од инспекција, се луѓето Анастасија е архитект. Планската програма има рок на важечки, после тоа треба да се носи нова планска програма. Тоа е обврска на општина. Значи сега беше менува со одлуки, таа веќе и помина. Тоа е законска обврска да се направи. Иначе кој ќе се заврши таа работа, повторно е процедурата иста. Значи повторно доби одобрение од правата за заштита на културно наследство. Значи тоа мора да го направите и мора да уследи процедурата таа. Добро. Ама од се до сега изнесено, ние треба да се молиме управата пак да се прогласи за ненадлежно. Инаку решение нема друго. Дали има некој друг за збор да се јави? Благодарам. Долку нема, еве и Анастасија истите заклучоци ги даде. Значи, кој е за согласно точката на дневен ред, иницијатива за отпочнување на постапка на нова програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Битола, се најде како следна точка, односно точка на дневен ред на следната седница, заедно со формирање на работната... Не само иницијатива и формирање на работно тело. Тоа сакам да докажам, не ме ставате да зборам. Трпение малце. Добро. И формирање на работното тело, кој е за вака кој е за ова да крени рака за? Повелете. То сега како така ќе биде. Не е точно. Сега да не се караме пред луѓето тука колешке да не го расипувате со станокот. Процедурата кај ја прекршив, кажете ми. Процедурата не ја прекршив и ви го земам зборо. Кој е за вака предложената точка? Да крени рака. 3 гласа за, воздржани, против, 1 воздржан. Ја затворам седницата и ви благодарам на присуството.